СДСМ денес преку соопштение побара од министерот за внатрешни работи Панче Тошковски да не ги штити началниците. ВМРО ДПМН сметаат дека СДС бегаат од прашањата за Заев и Филипче и дека шетаат од тема на тема. Тошковски да не ги штити неговите началници. За трагедијата во Кочани мора да има одговорност. Изминуваат 37 дена од трагедијата во Кочани, а наместо вистинска правда и одговорност, сведоци сме на селективна истрага и молк за одговорноста на актуелните функционери од ДПМНЕ и началниците кои ги има поставено Тошковски. Како е можно истрагата целосно да ги игнорира службениците, началниците, раководителите на различни позиции во СВР Штип и ОВР Кочани, кои на 16 март 2025 година, на денот на пожарот, имале директна одговорност да спречат трагедија, но тоа не го направиле. Соопштија од СДСМ. Времето изминува, СДС се занимава со се и се што, шета од тема на тема, но за темите што ги интересира целата јавност ги нема ни збор да кажат. Веќе извесен период прашуваме и ги повикуваме СДС, Венко Филипче и Зоран Заев да одговорат дали поседуваат златни визи за Дубај. Ако поседуваат, тогаш на кој начин ги стекнале, имајќи предвид дека таквите визи се стекнуваат со вложување или инвестиции кои надминуваат и неколку милиони. Дали Зоран Заев во Дубај гради високи згради од над 50 ката и дали на тој начин ја стекнал златната виза? Ако е така, колку милиони однесе тамо и од каде му се парите? Праша преку соопштение од ВМРО ДПМН.